Почитувани представници на електронските и печатените медиуми, добар ден и благодарам на вашето присуство. Актуелната офанзива на владеачката партија со носење на владиниот врв во Велес само ја потврдува загриженоста на ДПМНЕ за поразот во вториот изборен круг. Што се однесува до нас, тие можат да ги разбудат и спомениците од Скопје 2014 и да ги донесат во Велес, но и тоа нема да ја промени единствената вистина. Дека нивниот кандидат нема со што да се пофали. Дека во изминатите 4 години не само што не работеше за граѓаните на Велес, туку им нанесе штета што се брои во милиони. Со неговиот подпис, хотелот во Горно Врановци, изграден од ваши пари, го подари на својот колега и ги прекрши законите во оваа држава. Очигледно, истото што се случува во општина Центар, се случува и во Велес. Таму, стравот од победата на нашиот кандидат е всушност страв дека ќе се откријат сите криминали и неголемата кражба на народни пари во историјата на Македонија. Овде, стравот од нашата победа, очигледно е страв дека ќе се разоткрие кршењето на законите, матните сделки со тендерите и личното богатење со наши пари. Токму затоа, не смееме да дозволиме да поминат неказнето. Време е граѓаните на Велес и Македонија да ја дознаат вистината на која имаат уставно загарантирано право. Време е да се стави крај на криминалот, уцените и заканите. Можат да се прогласуваат за председатели на совет и заменици и градоначалници колку што сакаат. Тоа е само потврда на стравот од пресудата на Велешани, кои искрено веруваме дека нема да дозволат повеќе било кој да ги замајува со нечесни игри. Почитувани граѓани, во пресрет на вториот изборен круг, соочени сме со уште пониски методи на пропаганда, но овој пат имаат работа со чест, одговорност и многу реализирани проекти. Затоа, ниту и ледниците флаери што ги делат и за кои трошат милионски суми, неоправдани средства, за кои немаат никакво покритие, нема да ги спасат од судот на народот. Почитувани граѓани, ве повикуваме на 7 април, масовно да излезете на избирачките места и заедно да придонесеме Велес повторно да биде град на честа и достоинството. Благодарам.